Почитувани председател Андов, почитувани колеги кандидати. Денес го имам задоволството да ви се обратам како носител на првата самостојна кандидатска листа на Либералната партија по 1994 година. По цели 22 години од последниот пат кога самостојно настапивме на парламентарни избори. Ви благодарам што сум дел од вас и што заедно ќе го носиме товарот, предизвиците и успехот. Нека ни е честито! Доста беше нечујност и невидливост. Доста беше балансирање со туѓите на сметка на политиките, понудата и ставовите на либералите. Сега секој што ќе ја поддржи либералната платформа, поддржува јасна платформа на граѓански блок, во кој поддршката ја дава и лично и несебично, на основа на антипопулизам, реализам и одржливост. На основа на она што го гледа и го чувствува, без подкуп, закана или притисок, затоа што така сака и затоа што ќе ја брани слободата на својот избор. Дами и господа, доволно беше одење по големата слика во наводници во интерес на туѓи партиски елити. Доволно сносевме одговорност за туѓи грешки. Сега е до нас и има две опции. Или ќе успееме, или ќе успееме. Нема треба. Нашата борба е консолидирана Македонија, а неа може да ја донесат само без претходни флеки, иако нема да ми изненади да се обидат да не внесат во нивните валканици. Затоа бидете внимателни и отпорни. Пробале да не подкупуваат и да не заплашуваат, не успеале. И затоа сме денес тука кај што сме и ние кои што сме. Од овие причини немаше основа за соработка со партиите кои политиката сакаат да ја водат како досега. Директно речено, не сакаме да учествуваме во партискиот поредок на големите, што мора да го срушиме, затоа што тој поредок е основа на кризата што ја живееме континуирано, а особено од 2014 наваму. Почитувани колеги кандидати за пратеници на Либералната партија, нема поголема филозофија од реалното соопштување на состојбите, од реалните мерки согласно можностите и од отвореното соочување со проблемите. Нашата мисија е овие пораки да ги пренесеме до граѓаните и на таа основа да ја бараме нивната доверба. И најбитно, да ја одбраниме во собранието. Оваа наша определба не прави мал, но значаен проблем за поредокот. Не сакаме компромис за пар позиции и вработување, туку можност за сите според капацитетите. Не сакаме привилегии кога живееме во општество соочено со сиромаштија. Не смееме да ги копираме така наречените големи и да ги постројуваме институциите според партиски потреби, туку и да ги оспособуваме институциите за да ги остваруваат потребите на граѓаните. Едноставно, клучот ја отвора вратата, а не приврзокот. Граѓаните бараат епилог. Затоа оваа кампања е влез и во следната, што веќе на следната пролет ни следи. Локалните избори. И да се разбереме, нема успешна локална кампања без успешна национална кампања во декември 2016. Работејќи денес за парламентарните, работиме и утре за локалните избори. Либерали, да не се лажеме, ќе биде тешко. Заборавете на очекувањата што некои ги имаат за широки или вакви такви коалиции со ВМРО ДПМН. Ние за тоа не се бориме. Слушам некои партиски лидери велат дека може соработка со таа партија, а не со тоа раководство. Види. Ова е принцип? Не. Ова е најава за пазар. А ние пазар на грбот на нашите сограѓани немаме намера да правиме. И ова е порака до сите македонски граѓани. Ќе биде тешко да ги консолидираме и нацијата и условите во секојдневието. Но тоа ни е обврска. Како? Со програмата што ја нудиме. А нејзините контури се познати веќе една година од минатиот конгрес на партијата. Како? Со кратење и реорганизирање на нефункционалните субвенции и трошоци. Наместо со возење пензионери во Скопје за кои плаќаат сите градови во Македонија. Наместо со нефункционални субвенции во земјоделството по површина, а не по произведена количина.
наместо со бесповратни помошти за самовработување, што завршува со истекувањето на партиските грантови. Со урбана наместо со провинцијална политика. Со урбана наместо со провинцијална политика. Ова ќе го шири. Дозволите сега да ги повикам не само либералите, не само неопределените, туку и сите оние кои сметаат дека е потребна опозицијска политика за победа на власта, а не за кохабитација со власта. Почитувани, пред вас можеме да го заложиме само она што и досега го применуваме. Принципот: нема преговори до конечна победа на вистинската политика и победа над оваа власт и поредок. Знаете дека овие принципи нервираат многумина. Оти не сакаме замена, туку сакаме промена. Затоа, сега некои се обидуваат да не попречат дури и да учествуваме во изборниот процес. Да им одговорам: кој ќе се најде на либерална листа е наша работа, а не одлука на судот. Ако има законски пречки, во ред. Ама не затоа што судот сака да се стави над законот. Порака до сите: ако не ги издадете потврдите за листите што се потребни по изборниот закон, ниту ние што ги имаме нема да ги употребиме. Не оставаме ниту еден зад нас. Повторувам, не оставаме ниту еден зад нас. Ќе направиме онолку листи колку што сакаме, а не онолку колку што сакате вие. Ако не, изборите ќе бидат завршени пред да почнат. И не само за нас. Ни најавивте што сакате и што ќе се обидете да ни направите. Знаеме дека како и во 2013 ќе си ги делите нашите гласови меѓу себе и на оние што сакате. Однапред ви кажуваме и вам и на меѓународната заедница: овие избори ќе бидат фер и демократски, онолку колку што беа и минатите. Ништо не е променето. Ниту изборните услови, ниту изборната клима. Но, во тоа е предизвик. Затоа не ни паѓа на памет однапред да ги признаеме изборите и пржино 3 од август оваа година не е наша обврска. Едноставно, порака за крај: ваше е да пробате да не скршите и нас либералите и сите нас граѓаните, што не сме дел од пржинското танго. А наше е да издржиме и да ве промениме. И ќе успееме во реформски сојуз со граѓаните кој од вечерва започне. Ви благодарам.